Земјоделците губат вера во осигурувањето. За само една година, бројот на склучени полиси намален за 2 пати. Имено во 2016 година, за осигурување на посеви и плодови биле склучени 3706 договори, додека лани нивниот број изнесувал од 2834, со вкупна осигурена премија од 3,4 милиони денари. Каква е состојбата во Штипско? Ова година барања поднесени за помош во премии на осигурување, имаме 77 креирани барања. Поголем дел од барањата се за лозови и овошни насади, некаде може да кажеме процентуално околу 80%, сето тоа, другите се за полјоделски култури. Интересот кај земјоделците опаѓа и покрај тоа што државата субвенционира дури 60% од вредноста на полисите. Причините за ова се различни, но една од најголемите веројатно лежи во фактот што земјоделците се помалку им веруваат на осигурителните компании. Последен јавен пример за тоа е незадоволството на делчевските земјоделци од висината на исплатената оштета за штети кај родот на овошките. Ни одредија процент на штета и потоа при пресметката на штета катастрофални износи ни понудија. Ни дадоа 50.000 проценка, некаде по проценти ми од 530.000 вредност на сумата на осигурување, по проценти 42%, 216.000, во самата полиса 105% франшиза и други работи нема во полисата со кои треба да надбиват сумата, па некаде и од тие делот што е за владата да го плати 60% дека ќе ги одбијат парите и износот што јас бивам платено, па некаде од 216.000 нема да земам ни 10.000 денари. Од друга страна, државата е категорична дека мора да се зголеми процентот на земјоделско осигурување. Во моментов, наместо од осигурителните компании, за покривање на штетите во земјоделието се одливаат милионски суми во евра од државната каса. За ова да се смени, државата размислува за промена на целиот систем на осигурување во земјоделството, а земјоделците бараат формирање на агенција која ќе ја контролира работата на осигурителните компании и ќе одлучува по жалби од земјоделците.